председател. Почитувана колешке, јас не го спомнав процентот на искористеност, но ето вие ја искористивте таа можност и кажавте дека искористеноста е 13,5%, што навистина е многу мала и во таа насока ми беше амандманот и барањето да се обезбедат овие 50% субвенција, за да им олесниме на граѓаните и полесен пристап до овие соларни системи, така да го покачиме процентот на инсталирање на овие проценти, не за двојно, туку ние како држава, бидејќи имаме 300 денови сончеви во годината, ние овој процент треба да го покачиме на 70% и така да се обезбедува таа енергија, односно таа топла вода која што ќе служи за граѓаните. Кажавте дека требало да се измени законската регулатива, требало напор, точно, треба напор, законска регулатива не треба да се изменува, треба само да се обезбедат субвенциите, а за поставување на овие соларни системи не треба нема некоја посебна законска регулатива и не треба ние уште дополнително сега да им наметниме на граѓаните уште услови и така да не можат да пристапат. Не можат, бидејќи немаат средства, ние да им наметнеме сега и уште дополнителна законска регулатива, па на крај и овој процес од овие 13,5% наместо да оди нагоре да го донесиме, да го однесеме надоле. Така да мислам дека треба само желба, кажавте дека е во ред амандманот и дека поддржувате инсталирање на вакви системи, па затоа се надевам дека и ќе го поддржите овој амандман и така сите заедно ето да обезбедиме средства за граѓаните како би им олесниле во овие тешки денови кои што се, а до прва уште повеќе и ќе следат. Зборувавте дека јас сум манипулирал, нема манипулација, единствена манипулација е, мислам, вашето играње топло-ладно, добар е амандманот, ама ние ќе гласаме против. Ето тоа е манипулација според мене и мислам дека вие најмногу манипулирате во тој дел, затоа што многу зборувате, се е на хартија, меѓутоа кога ќе дојде да се реализира нема ништо од сето тоа. Затоа ќе апелирам уште еднаш и до вас и до останатите колеги од владеачкото мнозинство да го поддржат овој амандман и да им помогнеме на граѓаните. Ако не може на некој друг начин, барем на овој начин можеме директно да им помогнеме во намалување на сметките на електрична енергија. Ви благодарам.